Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов, Бог да биде со вас и да ве води во овој денешен ден. Денес, како што најавив, ќе зборуваме за Библијата, односно пораката на Библијата. Библијата, како книга, ја открива вистината за Бог, единствено Библијата. Сите тврдења во Библијата се вистински. Затоа, како прво, Библијата тврди дека е Божи збор. Бог комуницира со секој човек, односно со човекот или човештвото, исклучиво преку Библијата. Само во Стариот Завет, над 3000 пати, е употребена фразата "Вака зборува Господ" или "Бог рече". Библијата е единствена света книга во која Бог се откри себе си како вистински Бог. Не постојат други писмени извори со божествена вистина освен Библијата. Сите други, така наречени свети книги, се само човечка творба без божествен авторитет. Тоа е прво и основно, дека Библијата е Божи збор, вдахновен преку Светиот Дух. Како второ, Библијата дава одговор на најсуштествените прашања во животот, најбитните што би рекле. Ни сите векови во историјата, луѓето секогаш се свртувале кон Библијата за основните прашања на животот. Секој човек се прашува од каде сме, зошто постоиме, што ќе се случи со нас кој ќе умреме. Писмото, Библијата, објаснува дека Бог како личност го создал светот совршен во секој поглед. Меѓутоа, во него влезе гревот и го расипа Божиот совршен план. Но таа го открива и Божиот план за спасение. Во Библијата дознаваме како влезе гревот преку Адам и Ева, ама дознаваме и како можеме да се спасиме. Тие се најдлабоки прашања што му се важни на секој човек, на тебе, на мене, на сите луѓе, без разлика каде живеат и од какво потекло се. Како трето, Библијата ја открива Божјата природа. Таа го открива карактерот на Бог, каков е Бог. Ако сакате да знаете каков е Бог, мора да ја прелистате оваа книга, наречена Библија, Свето писмо. Поинаку нема да знаете ништо за Бог. Бог е создател на целата вселена, на човештвото и на сиот животински и растителен свет. Библијата открива дека Бог е љубов, дека Бог е праведен, дека Бог е свет, насекаде присутен, вечен Бог, сезнаечки и така натаму. Бог, како таков, нема ни почеток, нема ни крај. Тој е вечен Бог, несоздаден. Некои ме прашуваат и општо прашуваат луѓето, кој го создаде Бог? Бог не е создаден. И Библијата не се занимава со оваа прашање, туку таа му предочува на човекот за неговото постоење и дејствување, без да му објаснува како настанал Бог, затоа што Бог не настанал, не е создаден. Тој Бог кој ни се откри како вечен Бог е Бог на љубовта. Вечна љубов, совршена љубов. Преку неговата љубов ние живееме и постоиме. Се што е создадено од љубов. Како четврто, Библијата ни покажува како да стигнеме до Бог. Таа ни го открива тоа. Постои само еден начин да стигнеме до Бог. Исус рече: "Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене." Тоа е запишано во Евангелието според Јован, 14 глава, 6 стих. Пораката на Библијата е јасна. Постои само еден Бог. Бог кој постои и кој сака да воспоставиме контакт со Него. Но тој Бог ни се откри во три личности: Татко, Син и Свет Дух. Тоа може да се случи само преку Христос да дојдеме до Бог, зашто тој е посредникот помеѓу Бог и човекот. Тој што ќе го признае Исус дека е од Бог испратен Божи Син, го има и Таткото. Само преку Исус се доаѓа при Таткото. Зашто апостол Петар вели: "Нема друго име дадено под небото со кое можеме да се спасиме, освен името Исус." Како петто,
Библијата ја открива крајната дестинација на сите оние што не веруваат во него, или пак и оние што веруваат. Тие што го отфрлаат Исус и пораката на Библијата, ќе се најдат во најнепосакуваното место. Тоа е пеколот, огненото езеро. Тоа не е некоја црковна измислица за заплашување заради власт над луѓето, туку реално место на измачување, каде што црвот не умира, вели Исус Христос. Павле запишал: во пламенен оган за да даде одмазда на оние кои не го познаваат Бог и кои не му се послушни на Евангелието на нашиот Господ Исус Христос, кои ќе бидат казнети со вечна пропаст далеко од лицето на Господ и од славата на неговата сила. Тоа е запишано во второто писмо до Солуњаните, 1 глава. Потоа апостол Павле на Филипската црква во 2 глава вели: секое колено и јазик ќе се поклони пред него за слава на Бог Таткото. Со еден збор, Библијата открива дека по смртта постои суд за оние што ќе ја отфрлат нејзината порака. Мнозина се залажуваат и велат дека Бог нема да ги суди луѓето, зашто Бог е и така љубов. Да, се согласувам дека Бог е љубов, но Бог е и судија. Бог е и праведен и неговата правда мора да биде застапена во однос кон злото. Злото што се прави на земјата мора да биде казнето. А од друга страна, сите оние кои веруваат во Бог и Библијата имаат друга дестинација, наречена рај, Божјо царство, каде што Бог владее вечно во неговото царство. Како шесто, Библијата има цел и историја. Библијата не е серија со неповрзани настани. Таа ги покажува сите настани кои имаат само една цел. Во Библијата има почеток со ветување, а и крај со исполнување. Го опишува развојот на цивилизациите, го опишува светот и неговото совршенство и завршува со нов свет небесен, каде што ќе нема грев, каде што ќе нема неправда, тага, болка, смрт, ништо од она што ние го доживуваме на оваа земја. Библијата го опишува создавањето на светот и неговиот крај. Например, во Откровението на Јован се опишува за крајот на светот, а и победата над злото. Тоа само во Библијата може да се најде. Читајте ја. Како седмо, Библијата е основа за науката. Што значи пак тоа? Некои можеби тоа нема да го земат предвид, сметајќи дека Библијата не е научна книга, таа е застарена, но мора да се знае дека Библијата непогрешливо зборува за темелите на науката. Многу нешта однапред се кажани во Библијата, иако науката не била развиена. Например, уште во Стариот Завет, Библијата тврди дека земјата е закачена ни на ништо, односно лебди во воздухот, и дека земјата е во кружна форма. Тоа го зборува Јов и пророкот Исаија. Исто така таа зборува и за атмосферската обвивка, што е како заштита на земјата. Со еден збор, кога науката правилно се застапува, Библијата и науката се вклопуваат една со друга. Зошто? Затоа што Бог го создаде светот и Бог не може да оди сам против себе. Како осмо, Библијата има стандард на правилно и погрешно. Што значи тоа? Многу нешто од нашите современи концепти на законот се базираат токму врз Библијата. Таа ги има поставено сите стандарди на добро и на лошо однесување. Многу сегашни закони во различни земји низ светот се врз основа на библискиот кодекс или морал. Кога моралот е застапен, човекот е среќен. Кога би се раководиле сите според Библијата, ќе нема војни, ќе нема сиромаштија, ќе нема толку многу болести, ќе нема девијантни појави, ќе нема просење и разни други нечесни дела. Да, ќе нема. Како девето, Библијата ни кажува како да живееме успешно. Што значи тоа успешен живот? Таа ги опфаќа сите области на човековото однесување. Ова ги вклучува односите помеѓу мажите и жените, родителите и децата, работодавците и вработените, пријателите и непријателите.
Етиката и моралот се секогаш поврзани со верувањето во постоењето на Бог. И како резултат на таквата вера, се создава силен мотив на послушност и одржување на се што е добро, доблесно и честно. Да не беше Библијата, може би сега ќе прифативме се што ни нудат европјаните, но ние сме свесни дека Библијата ни дава морален кодекс и водејќи се по него, знаеме во што грешат оние кои не ја прифаќаат, кои ја отфрлаат оваа света книга, како врвен авторитет на нивниот живот. Прочитав во едно списание пред известно време дека дури Чарлс Дарвин финансирал некои христијански здруженија за да им помагаат на некои заостанати племења, бидејќи сите обиди што ги правеле неверните со племињата биле залудни, но само христијаните успеале да ги припитомат. 10. Библијата дава одговори и на потребите на човекот. Ние сме во тело и имаме потреба. Христијаните се зависни од ветувањата на Библијата, дека Бог ќе ги задоволи нивните секојдневни потреби. Апостол Павле запишал вака: а мојот Бог ќе ја исполни славно секоја ваша потреба, според своето богатство во Исус Христос нашиот Господ. Во книгата на евреите се зборува пак за Божјата грижа во секој период од животот. Бог вели: јас никогаш нема да те напуштам, ниту ќе те оставам. Библијата не зборува само за некои општи нешта, туку дава и практична помош на поединецот и на секој што бара помош од Бог. Како 11. Библијата ветува дека ќе им даде благослов на сите што ја почитуваат нејзината содржина и живеат според нејзините упатства. Бог на сите генерации ги учи да ја земат и да ја читаат. Во книгата на Исус Навин во Стариот Завет е запишено вака: книжниот свиток на законот нека биде на твојата уста. Размислувај за него ден и ноќ, за да пазиш верно се што е напишано во него. Само тогаш ќе бидеш среќен и ќе успееш во сите твои потвати. Тоа е запишено во 1 глава. Тие што размислуваат на Божиот збор и што имаат стравопочит од напишаното, Бог ќе им даде благослов. Бог вели: па мојата рака го направи сето тоа, и така сето тоа настана, зборува Господ. Но кон ово јас ќе погледнам, кон бедниот и кон човек со поразен дух, кој трепери пред мојот збор. Исаија 66 глава. А во првиот псалм, 1 стих, 2, ја истакнува важноста од читањето. Блажен е човекот кој не оди по советот на нечесните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите или подбивачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќе. Прекрасно, зарем не? И 12. Библијата е напишана со цел да создаде вера во Бог за спасение на човекот. Библијата вели: праведникот ќе живее преку вера. Вера во Божиот Син Исус Христос и во тоа име секој да добие вечен живот. Јован вели: а ова е запишано да верувате дека Исус е Христос или помазаник, Божи Син, и верувајќи да имате вечен живот во Неговото име. Јован 20 глава. Библијата е комуникација на човекот со Бог. Бог најде за сходно да разговара со нас само на тој начин. Бог како создател на сите луѓе сака да воспостави врска со секоја личност, со мене, со тебе, со сите луѓе на оваа планета. И како крај, Библијата не е само книга, туку повеќе од книга, тоа е книга на животот. Таа јасно тврди дека е Божи збор кој го менува човечкиот живот, како што Павле вели: кој е во Христос, тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново. Таа ги дава одговорите на сите основни прашања што му се потребни на секој човек на оваа планета. Дали ја имаш оваа книга? Библијата вели: зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Бог да ве благослови. Амин.